Подпредседателката Камала Харис ја одбележа годишнината од Законот за намалување на инфлацијата на администрацијата на Бајден за промовирање чиста енергија во Сиетел во Меккингстри, локална градежна компанија. Посетата се совпадна со топлотниот бран на северозападниот дел на Пацификот. Every day around the world, the impact of the climate crisis is stark. Секој ден ширум светот, влијанието на климатската криза е силно и го гледаме во реално време. Во нашата земја гледаме заедници задушени од суша, погодени од поплави и од урагани. И се разбира, сите ние се молиме за луѓето од Мауи. И покрај тоа што не прогласуваат климатска вонредна состојба, представниците на администрацијата на Бајден ја нагласуваат итноста од зголемување на решенијата за чиста енергија. Харис ги подсети посетителите дека американската администрација посветила речиси $1 трилион за потикнување на економијата за чиста енергија во Америка. With these investments, we are creating millions of good paying. Со овие инвестиции создаваме милиони добро платени работни места за чиста енергија. Го обновуваме производството на Америка и ги потекнуваме американските иновации. Државата Вашингтон со својата технолошка и воздушна индустрија ги прифати стимулациите за развој на чиста енергија, од примена на производствени капацитети за масовно производство на батерии за електрични возила до поддршка на стартапи кои работат на одржливо воздухопловно гориво. The Inflation Reduction Act has been central to focusing on the innovation. Законот за намалување на инфлацијата беше централен во фокусирањето на можностите за иновации во чиста енергија во САД. Кога постои потек да се купи електрично возило произведено во САД, дел од нашата улога е да помогнеме да дојдеме до технологии, складирање на производство и дизајн на системска интеграција, што овозможува тоа да оди побрзо. Институтот за чиста енергија на Универзитетот во Вашингтон во Сиетел има повеќе од 100 компании кои истражуваат, прават прототипови и тестираат производи за чиста енергија, користејќи иновативни алатки како овој печатач кој лесно може да произведе флексибилни соларни панели. Во однос на технологијата, таа е подготвена. Ние се распоредуваме најбрзо што можеме. Мислам дека едно од клучните прашања е колку брзо можеме да го направиме тоа. Како ги излекуваме минералите на еколошки здрав начин. Например, во батериите користевме многу кобалт. Сега елиминиравме 90% од кобалтот. Критичарите предупредуваат дека прифаќањето решенија кои не се темелно тестирани може да ги истисне традиционалните снабдувачи на енергија и да ги зголеми трошоците за потрошувачите. Поддржувачите подсетуваат на итноста на климатскиот предизвик. Нема прифатлива врска со климатските промени. Мора да се победи. Пред една година со гласањето на подпредседателката Харис се прекина врската за усвојување на законодавството за чиста енергија преку Сенатот. Денес таа е убедена дека иницијативата е на добар пат да ги исполни своите цели за намалување на штетните емисии.